Најави за денешниот дневник. Непревол. 59 жртви од катастрофалниот пожар во Кочани испратени до своите вечни почивалишта. Сите повредени лица кои настрадаа во пожарот во Кочани се во стабилна здравствена состојба. Возачот на брзата помош кој цела ноќ пренесуваше повредени од несреќата постхумно ќе биде одликуван. Илјадници луѓе во Турција протестираат против апсењето на градоначалникот на Истанбул. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното и ветровито утро во текот на денот имавме сончево и потопло време со максимална дневна температура до 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе преовладува претежно ведро време со појава на локална облачност и потопло со температури кои што ќе бележат благ пораст. Во петок над северозападна, западна и југозападна Европа, како и на северот до Пенинскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во областа на Алпите и Пиринеите. Во останатите предели од Европа доминација на поле на висок воздушен притисок, кој што ќе условува стабилно време со сончеви периоди. Ќе биде потопло со температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 16 до 20 степени. Во Македонија во петок студено утро со утрински температури кои што ќе бидат во пораст, но и понатаму под повеќегодишниот просек за овој период од годината и ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со дополнителен пораст на дневните температури. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 11, односно до 22 степени. Во Охрид во петок по студеното утро со утринска температура од -2 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со дневна температура која што ќе биде во пораст. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 0 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 16 степени. Во недела и понеделник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3, односно 5 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 15, односно до 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Непревол. Денес е најтажниот ден во Македонија. Во Кочани, Штип, Робишти, Поблеше во Скопје денеска беа погребани 59 жртви од катастрофалниот пожар во дискотеката во Кочани. Во болна тишина и незапирливи солзи, реки од народ, родители, браќа, сестри, роднини и пријатели се простија и ги испратија овие млади животи до нивните вечни почивалишта. Бескрајна тага, траорна тишина низ која се пробиваа само крици на лелек и болка. Не постојат зборови со кои може да се искаже тагата и болката, која сите ја чувствуваме во овие моменти. Граѓаните палеа свети на плоштадите во земјава во почит на починатите од оваа ужасна трагедија.
Најдлабоко сочувство до семејствата на прерано згаснатите млади животи. Почивајте во мир. Министерот за здравство Арбен Таравари денеска соопшти дека сите пациенти кои настрадаа во пожарот во Кочани се во стабилна и добра здравствена состојба. Тројца пациенти биле испишани вчера и за утре повторно се планира да бидат испишани тројца пациенти. Министерот соопшти дека пред да бидат испишани на сите пациенти ќе им бидат направени токсиколошки испитувања, за да бидат сигурни дека се во добра здравствена состојба. Сите пациенти што се лекуваат во државата и надвор од државата се во стабилна и добра состојба. Повеќето од нив се подобруваат. Од вкупно 20 што беа критични пациенти, сега денеска констатираме дека се 10 потешки пациенти кои што се повторно и тие се стабилни, надвор од животна опасност. Моментално во државата се лекуваат 72 пациенти, надвор од државата се 101 пациент. Вчера се испратени помал број на пациенти надвор од државата. Денеска имаме повторно понуди од повеќе држави. Ќе видиме каква е состојбата на пациентите. Евентуално може максимум до 10 да се испратат, меѓутоа може би и не. Ќе видиме, ќе одлучиме повторно во состанок со колегите. Генерално ви кажав дека состојбата е стабилна и добра. Неколку пациенти беа испишани, не неколку, туку 3 пациенти беа испишани вчера. Утре повторно се планира уште 3 пациенти. Од идната недела се надевам дека ќе ви известуваме за колку пациенти си одат дома, си продолжуваат дома во лекување. И исто така ќе ви известуваме од идната недела некои од пациентите кои што полека ќе почнуваат да се враќаат од странските држави и ќе продолжат со лекувањето во Македонија. На сите пациенти кои што ќе се испишуваат, затоа и денеска не брзавме да ги испишеме, имавме неколку пациенти што беа за испис, ќе дојдат искусни токсиколози, ќе направат испитувања и да бидеме сигурни да ги пуштиме за лекување во домашни услови. Министерот за здравство Арбен Таравари изјави дека возачот на брзата помош од Кочани, кој цела ноќ пренесуваше повредени од несреќата, ќе биде постхумно одликуван. Ја немам информација шоферот колку часови работел, меѓутоа дека е направил огромна работа за превоз на пациентите, тоа е неспорно. Јас планирам како Министерство за здравство постхумано неговото семејство да го викнам и да го одликуваме. Црвениот крст на Македонија продолжува и понатаму со сите механизми за хуманитарна помош за настраданите граѓани и нивните семејства. До сега се обезбедени вкупно 34.836.205 денари. Средствата се наменети исклучиво за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани. Од Црвениот крст повикуваат и понатаму сите заедно да ја покажеме нашата хуманост и солидарност за обезбедување помош за настраданите семејства преку сметката на Фондот на солидарност на Црвениот крст 300 00 000 132 7966. Депонент АД Комерцијална банка со назнака помош за настраданите граѓани во пожарот во Кочани. Донации со повик на телефонските броеви на Македонски Телеком и А1 Македонија 143 400. Донација 100 денари од телефонски повик. Општина Охрид организира обука за поддршка за жени предприемачки во општина Охрид. Општина Охрид преку секторот за туризам и локален економски развој организира обука за поддршка на жени предприемачки во општина Охрид. Оваа обука ќе се одржи во месец април 2025 година во касарна ХАП Охрид. Обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на жените преку стекнување нови знаења и вештини во областа на деловно планирање и предприемништво. Обуката ќе им помогне на жените од општина Охрид кои сакаат да започнат свој бизнис или веќе управуваат со сопствен бизнис не повеќе од 3 години, се посочува во јавниот повик. На обуката ќе бидат опфатени теми за тоа како се утврдува продноста на деловна идеја, подигнување на капацитетите за деловно планирање, креирање на нови производи и услуги, нивна промоција и пласирање на пазар, подобрување на квалитетот на животот на жените преку економско зајакнување, инклузија на жените во општина Охрид, како и вмрежување и поврзување на жени предприемачки.
Учесниците по завршувањето на обуката ќе се стекнат со сертификат. Повеќе информации заинтересираните може да најдат на веб страната на Општина Охрид. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!